Добро дојдовте на Илинден купот, дали првпат учествувате на него и како ви се допаѓа целокупната организација? Бевме и минатата година тука на овој куп. Навистина многу ми се допаѓа како е организирано, ми се допаѓа концептот на кој што се функционира овој турнир. Многу екипи од странство, голем број на деца, се надевам на убава атмосфера на трибини, како што беше лани, очекувам годинава да биде уште подобро. Овие турнири се многу убава можност и клубовите, и младите тренери, и децата се запознаваат и да шират соработки и пријателства. Така е, навистина, ние стварно доаѓаме тука пред се за да се забавуваме, да го билдаме нашиот карактер во позитивна смисла и резултатите навистина ги ставаме во втор план. Битен е нивниот развој, битно е како ќе се однесуваат за време на надпреварите и тоа што го работиме на тренинзите да го покажеме на надпреварот. Го негуваат лише од оваа возраст сега ферплејот и спортскиот дух децата? Се трудиме на највисоко ниво да ги научиме во тој правец да размислуваат за време на надпревар и за сега барем се покажува тоа како одличен пример за другите школи со кои што се соочуваме на турнир. Кажи ми како се викаш и која позиција играш? Јас се викам Дамјан Ерсовски, играм назад. Така ти се погоди или си сакал некојаш да играш напред, ама назад те вратиле? Не, играм и назад и напред, ама поише сакам напред. Од омилените фудбалери и ти се оние што играат поназад или понапред? Напред, Меси. Меси? Сега Меси кога отиде во Америка, успеаш ли да го гледаш некако? Да, предобар фрикик дае и многу сакам и победи се. Најдобар е. А кога го запознаеш Роналдо на место Меси, што ќе му кажеш? Дека Меси е подобар. А како ти се наљути? Нема да ми биде, ќе ми биде гајле. Дали тоа знаеш дека најаваш за Барселона? Не би потпишал за Реал Мадрид никогаш? Не. Имаш од Барселона дрес? Од Меси? Да, и од Левандовски. А сега Левандовски ако си отиде, кој ќе биде напаѓач? Не знам. Не знам. Кој би сакал ти да дојде ако си отиде Левандовски? Сакам он да остане. Добро дојдовте на Илинден купот, дали прва година учествувате и како ви се допаѓа организацијата и на теренот, меѓутоа и севкупно на што го гледаме? Добар ден, пред се на вас и на вашите гледачи. Благодарност за организацијата на Илинден куп. Мене лично како тренер ми е втора година, но на нашиот клуб Аеродром веќе се од самиот почеток со Илинден купот. Организацијата е, да не кажам, совршена. Значи имаме добри екипи, имаме странски екипи, имаме одлични услови, како што може да видиме, теренот е прекрасен за децата. Можат добро да изиграат, може да ги покажат нивните квалитети, како нашите, така и странските екипи. Овие турнири се добра можност и за дружење, меѓутоа и да се учи за ферплеј, за другарување, за спортско витештво уште од оваа возраст. Така, пред се и во школите и верувам и на друго место, значи децата ги учиме на ферплеј, ги учиме на борба, ги учиме да не се откажуваат. Значи тоа е најбитно во спортот. Секој спорт е за тоа битен само од себе, значи за развој на децата, за ферплеј како што кажавме и наравно се победува. Кажи ми како се викаш и која позиција играш? Здраво, јас сум Александар Становски, играм десен бек. Или назад играм, било кој бек. Или... Како така ти се падна назад играш? Ти не кеше напаѓаш да видиш? Не. Никогаш не сакал? Сакам бек. Од бековиве денеска кој ти се свија како игра? Од денешниве бекови Серхио Рамос? И Вирџил Ван Дајк. Тие. Ама Вирџил Ван Дајк е штопер, не е бек. Што правиме се? Може и штопер ќе биде. Битно да игра назад, така? Да биде офанзивен. Не дефанзивен играч. А да ти дадат пенал во последна минута да шутнеш, ќе преземеш одговорност, ќе шутнеш како што треба? Да. Не се плашиш? Не. Во сениорскиот фудбал за кого навиваш? Во сениорскиот? Да. Која ти омилена екипа од сите светски екипи? Било кој. Ева, пошто било кој Лацио нека те биде. Добри се Лацио. Може Лацио? Супер. Со Семене и тебе двајца сме што сме за Лацио. Повеќе си ги сакам Реал Мадрид. Повеќе Реал Мадрид? Сега таману Лацио мислев да те продадам, ти у Реал Мадрид. Порно каде, у Реал или у Лацио? Ќе разговараме уште ети на оваа тема. Во Реал. Може, супер. Фала ти.
Чао, чао. Добре, дојавте во Илинден, на Илинден купот. Дали првпат учествувате и како ви се чини цела оваа атмосфера, цела оваа организација? Пред се добро ве најдовме и вас и организаторот. Голема благодарност до организаторот за поканата. Борец јуниор втора година поред учествува на овој престижен турнир. Пред се доаѓаме за да афирмираме нашата школа, нашиот клуб, да запознаеме нови другарчиња, ново искуство за децата и се надевам на успех и на сите деца им посакувам среќа. Освен за децата, ова е добро и за клубовите, меѓутоа и за младите тренери да воспоставуваат контакти кои што во иднина може да донесат многу убави соработки. Така е, значи јас како можам да кажам како млад тренер и мојот колега Жарев, исто запознаваме нови колеги, поискусни од нас. Тука е една Црвена звезда, еден Партизан, други странски Андерле, од Белгија повеќе екипи кај што знаете како можете да научите нешто повеќе и од нив па ние да го пренесеме правилно кај децата и школата. Ова кога ќе видиме сите овие странски знамиња на екипите кои што ни доаѓаат од страна, убава слика за спортска Македонија, тие ќе пренесат во своите држави. Така е, баш така. Затоа реков уште на почетокот, кога дојавме тука со една замисла, пред се искуство за децата, но и таа афирмација на нашата школа, на другите македонски школи, кога ќе отиде тој странски клуб дома, мислам кај својата публика, на свој терен. Знаете, кога ќе каже дека играл со Борец јуниор, кој играл со Драчево, со Гроздановски и со сите тие, тоа е тоа. Тоа е најбитното, да се формираме сите, да се дружиме, нови пријателска, ново искуство и тоа е тоа. И среќа, па уште еднаш посакувам на сите дечиња, пред се здравје, па најдобриот нека победи. Како се викаш и која позиција играш? Се викам Бојан Крстев и играм десно крило. Десно крило. Дали од секогаш си сакал да играш десно крило или така ти се падна кога почна да тренираш? Од секогаш сум сакал да играм десно крило. Како ти оди? Многу добро. За кого навиваш во сениорскиот фудбал и еве ти утре ако имаш свој клуб, кој играч прв би го купил? Навијам за Реал Мадрид и ако можем да купам некој играч, прв играч би го купил Кристијано Роналдо. Кристијано Роналдо, дури и сега пред пензија кога би го донел? Да. А ако седне Меси со тебе да испие кафе, дали ќе си наприши со Меси убав муавет? Да. А ако ти потпише дрес од Барселона? Не би отишол. Не би го земал? Фанатик. Браво. А и Барселона ако сака те потпише, исто не би отишол? Од македонските екипи претпоставам дека си навиваш за Борец. Во кој град во Македонија се игра фудбал најдобро? Во Велес. Браво, тоа е локал патриотски одговор. Фала ти многу.